Интересно е, спомените на Стара Виница не се минаат они преку луѓето живеат, а после живеат преку кажувањата на истите луѓе и некои други генерации може да ги пренесат. Ама латините викат дека историја е само оноа што е запишано, а додека устното може да се промени или да стане прав на времето. Моето семејство е кумски односи, ние сме кумове на бојаджиите. Двата брата Јордан и не знам како се вика другиот наш кумашин. Едниот од браќите ги има повеќе детно семејство. Тоа е Мијалче Укочани Бојаджиски, Благој Бојаджиски, Киро Бојаджиски, Дичо Бојаджиски и една сестра има, Марионка. Меѓутоа, јас ги знам добро троицата. Киро Бојаджиски како жив Хомер на крајо, знаеше многу приказни за крајо и мајстор на природата и лово. Он е самиот магистар по лов. Благој Бојаджиски, поранешен директор, и Мијалчо, многу наративни луѓе кои знаеа да раскажуваат. Додека Благој Бојаджиски беше потих од другите браќа. И од Мијалче, најстарио, и од Киро, кој е контактибилен, думежлив, знаеше да прави конекции, врски. И еднаш кога се враќав покрај од горе, од стариот плоштаткон станот кога одев, и се сретнаме со Благој Бојаджиски, како он постар доста од мене, бидејќи јас сум малку постар од неговиот син, Владе, а додуше сеќавам се и на свадбата на него и на Роза Мирчева. Но што е интересно за тај ден, таа средба? И вика, една сторија, една приказна, ќе ти кажам вистинска, која татко ми ја кажувал. Кажи, викам, кумашине, и он почна, вика, негде 21 година или 22, овие немирни терени на нашето поднебие помеѓу Бугарија и тогашна кралевина Југославија, тоа е додуше и Комитското царство, овај терен на Тодор Александров. Тодор Александров е школски другар на мојот дедо Ѓорги у педагогическата българска гимназија у тоа време у Турско у Скопје. И тамо е интересно дека е Христо Матов, еден голем илинденски деец, бил нив професор. И они се нивни васпитаници всушност. Има брато на Христо Матов е познат војвода, неговиот огранок има нешто семејство у Софија, а умрење скоро 100 годишниот син на Матов, адвокат у Софија, кој беше представник на тамошното ВМРО. Зборот ми е да го кажам, она што ми го кажа Благој Бојаджиски, нашата кафана е била на центаро у тоа време, елитна, модерна, лош израз земах, него знаменита кафана на Пазариште. И две гостински соби е имало тие позади на кафаната. Во тоа време доаѓа некој пограничен висок официр, полковник српски од Кралевина Југославија, и додека го сместат на терено или постојано живеалиште му најдат, неколку дена престојувал у таа гостинска соба. И мојот дедо еден ден како домакин да се каче да виде како е, да не требе нешто, има што да виде. Отвара ја вратата и гледа, леже у кревето, не се сеќавам на името, он ми го кажа, кумашино Благој, името на офицерот. Леже смрзнат, а Тодор Александров седе до него со нож у рака. И мојот дедо шокиран, а меѓу време историјата која се разјаснува покасно, Тодор Александров се крие под кревето
и го чека него да дојде, знае дека ќе одмара, а тоа е сред бел ден, со милициски станици, полициски станици, таква храброст на еден војвода, водач на едно револуционарно движение, али не е презало и од директни судири на физички обрачуни. Мојот дедо, бидејќи добро се знаат, вика, трга се од тамо и право оде кај црквишче, кај кумашино Бојаджиски. Како блиски луѓе и му вика, готово е нашето, вика, Тодор сега ќе го заколе и вика, ни дете ќе остаат читаво, ни ќе не запалат, вика, србите готови сме. Но Тодор Александров не го убива тај офицер, само му е зборувал нешто. Што е зборувал, на мене не ми е познато, ни на никој не е познато. Одма, уште истиот ден, тај полковник ја напушта Виница и никој пат не се враќа. Иако, ете, тоа е една жива историја која ми кажа Благој Бојаджиски, а тој е сериозен човек. Сериозен човек е и тие многу добро ги знаеа старите спомени од минатото на градот, и неговите браќи и самиот тој.